Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено, кое денеска е посветено на одбележувањето на големиот јубилеј на Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, 30 години од неговото основање. Свечената академија се одржа во саботата на 4 октомври, а денеска тука пренесуваме дел од атмосферата. Останете со нас на 90,8 МГц. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Како што кажавме во најавата, со свечена академија Педагошкиот факултет од Битола, единица на Укло, во саботата на 4 октомври го одбележа големиот јубилеј, 30 години од основањето на факултетот, кој ги продолжува традициите на прочуената учителска школа и Педагошката академија.
Од 1995 година факултетот се развива во современа установа за едукација на учители и воспитувачи преку 4-годишни студиски програми и денес успешно подготвува кадар кој е соодветен со светските стандарди, конкурентен на пазарот на трудот и способен да одговори на предизвиците на современото време. На настанот, професорите и студентите, административниот кадар, поканетите гости, представници од локалната самоуправа, од институциите со кои педагошкиот факултет има исклучителна соработка, како и поранешни вработени кои дале непроценлив придонес за развојот на факултетот, се потсетија на почетоците и развојот на оваа високообразовна институција. Ним на почеток им се обрати деканката на факултетот, професор доктор Данче Сивакова-Нешковски. Педагошкиот факултет во Битола има плодна и богата историја во воспитно-образовната дејност на овие простори поширок. Учителската дејност во Битола започува после ослободувањето некаде во ноември 1944 година во едно мошно и тешко време со кадар кој што во тие моменти можел барем приближно да одговори на задачите. Оспособувањето на соодветен наставнички кадар продолжува во Битола со формирањето на прочуената учителска школа Браќа Милодиновци, која по извесен период, поточно во 1964 година, се трансформира во педагошка академија која продуцираше квалитетен наставнички кадар за потребите на нашата држава. Но развојот на науките и издвојувањето на нови научни дисциплини и одлив укажуваа на потребата за надамошно усовршување на педагошките академии. Така, со одлука на владата на Република Македонија, во 1995 година се формира факултетот за учители и воспитувачи. Од самиот почеток се наметна како водички центар за образование и за едукација на наставнички кадри во регионот и поширок. Денес, по 3 децении, педагошкиот факултет успешно подготвува наставнички кадар кој е компатибилен со светските стандарди, конкурентен на пазарот на трудот и способен да одговори на предизвиците на современото време. Од тука, факултетот продуцира кадар кој е способен за современа настава, насочена кон развој на индивидуалните потенцијали на децата и младите и кон градење активно граѓанство кое придонесува за општествениот развој. Нашите студиски програми се современи, дизајнирани според примерот на високо рангирани универзитети и прилагодени на потребите на општеството, во кои идните наставници ќе работат и ќе се развиваат. Факултетот го развиваме во насока на зачувување на нашите силни страни, подобрување на слабостите, искористување на можностите и минимизирање на заканите. Се грижиме транспарентно да го прикажеме нашето функционирање пред студентите, академската заедница и пошироката јавност. Накратко, нашиот факултет е заедница што негова култура на квалитет на сите нивоа и создава академска средина во која акцентот се става на науката, знаењето и универзалните човечки вредности. Образованието како движечка сила во креирањето на цивилизацијските парадигми и стандарди за перцепција, евалуација и действување јасно го потврдува своето значење за развој и одржување на стабилни, мирни и демократски општества. Затоа, одговорноста на креаторите на модерните образовни политики е огромна, тие мора внимателно да ги насочат своите активности кон јасно поставени цели и кон ефикасно функционирање на образовниот систем. Почитувани, по повод 30 годишнината од основањето на Педагошкиот факултет Битола и по повод Денот на учителот, со особена чест ги поздравам представниците на институциите со кои соработуваме изминатите години, како и поранешните вработени кои дадоа непроценлив придонес за развој на факултетот. Исто така, упатувам благодарност и честитки до сите студенти и ученици, како и до нивните ментори кои учествуваа на литературниот и ликовниот конкурс по повод овој значаен ден. На сите вам ви посакувам долг живот, добро здравје, лична и професионална среќа. Ви благодарам. На свеченоста по повод одбележувањето на 30 годишниот јубилеј на Педагошкиот факултет во Битола, на присутните им се обрати и ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски. Неговото обраќање по музичката пауза. Останете на 90,8.
сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни ден ноќ што се раѓа. И тоне тој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид ти ми разбираш, но ледне се ти животот наш. Ми подаваш рака и секојаш така дажда кога сум. Па таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секојаш така дажда кога сум. Па таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Како што кажавме, на присутните на одбележувањето на 30 годишниот јубилеј на Педагошкиот факултет во Битола им се обрати ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, кој го истакна значењето на Педагошкиот факултет како темелна институција во рамките на универзитетот, бидејќи една од неговите 8 основачки единици. Неговото обраќање ви го пренесуваме во целост. Имам задоволство да ве поздравам во името на целиот Универзитет Свети Климент Охридски Битола на одбележувањето на јубилејот на една установа или единица, како што ги нарекува Законот за високо образование, која е темел на Универзитетот Свети Климент Охридски, бидејќи е помеѓу 8 основачки единици на универзитетот во 1979 година. Денеска ние славиме 30 годишен јубилеј на оваа установа како факултет. Но незината историја е многу поголема и подлабока. Поголема, бидејќи во 1964 година е основана Педагошката академија, потоа применувана во Виша педагошка школа, меѓу битолчани многу познатата ВПШ, но корените почнуваат со учителската школа, основана веднаш по формирањето на првата современа македонска држава. Затоа, ова не е обична институција, не е обичен факултет. Ова е институција која ги дала корените на македонската писменост и едукација, бидејќи по Втората светска војна главен проблем во ова општество било ниското ниво на образование, па дури и големата неписменост. Затоа, ви благодарам вас што сте на оваа генерација и на сите ваши предходници што ме образувавте мене, моите деца, моите родни, овој град, овој регион, па и оваа држава. Зошто ова го велам? Не, јас сум инженер, немам учено на оваа институција. Но од овде сум едуциран, бидејќи мојата учителка имаше завршено ВПШ. Таја ме описмени. Учителките на моите синови
има ја завршено педагошки факултет. Тие ги описмени. Вие сега и вашите предходници го имате описменето ова општество. Тоа навистина е нешто што треба да се гордеете. Но вашите корени, односно нашите корени, се и многу подлабоки. Овој универзитет е наследник на најголемиот словенски учител Свети Климент Охридски. Гордо го носиме неговото име, а вие, како установа што едуцира учители, имате потполно право да речете дека ја продолжувате просветителската мисија на Свети Климент Охридски. Затоа благодарам. Ви го честитам јубилејот и во тоа име подарувам една икона, мозаик икона со нашиот патрон Свети Климент Охридски, да ве посетува дека вие ја продолжувате неговата учителска мисија. Со среќа и големи честитки. На свеченоста се доделија благодарници на представниците од локалната самоуправа, на институциите со кои педагошкиот факултет има соработка, како и на поранешни вработени кои дале придонес за развојот на факултетот. Чествувањето се совпадна со одржувањето на 6-та меѓународна конференција Образование преку границите, како и со Светскиот ден на учителот 5 октомври. Повеќе за ова по музичката пауза. И то е сам, ветер ми шепоти, комачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче и нему како мене. И то е сам, звезда ми кажува, го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене, да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. О, добро
Одбележувањето на 30 годишниот јубилеј на Педагошкиот факултет во Битола се совпадна со одржувањето на 6-та меѓународна конференција Образование преку границите, како и со светскиот ден на учителот 5 октомври. Конференцијата е плод на долгогодишната соработка на Педагошкиот факултет од Битола, Универзитетот Фанса Ноли од Корча, Република Албанија и Универзитетот во Кожани, Република Грција. Главна цел на конференцијата е да се преиспитаат традиционалните модели на учење и настава и да се осмислат современи пристапи кои ќе ги подготват учениците и студентите за иднината. Овој податок јасно говори за желбата на наставниците и другите научни работници од европскиот високообразовен простор да работат заедно, да учат едни од други и едни за други и да создаваат свет кој ќе биде подобро место за живење на идните генерации. На почетокот, конференцијата беше замислена како академски мост кој ќе го поврзува наставниот кадар од трите погранични факултети и ќе ја поттикнува размената на знаења и добри практики, но сега тука се присутни учесници од речиси сите балкански земји и пошироко од светот, ни изјави деканката професор доктор Танче Сивакова Нешковски и при тоа потенцира. Може да се пофалиме со над 200 учесници од сите балкански земји и пошироко, 4 пленарни излагања, 8 паралелни сесии и мислам дека со тоа се родија некои нови идеи, нови предизвици и нови соработки. Во последните неколку конференции, неколку семинари кои што се прават во нашата земја, секој се потенцира вештачката интелигенција. Сакавме поширок контекст да му дадеме, бидејќи современото не е само вештачка интелигенција, меѓутоа голем број, голем дел од трудовите беа во таа област. Повеќе пленаристи зборува за новите методи во учењето, современите текови за учење и така натаму. Соработката продолжува со тоа што планираме да се прошири соработката со вклучување уште на неколку универзитети, можеби од Србија, Хрватска, Бугарија и некои други балкански земји. Своје учество како пленарни предавачи на конференцијата зедоа професор доктор Лукаш Томчук, професор доктор Данимир Мандик, професор доктор Владимир Трајковиќ, професор доктор Маја Виденовиќ и професор доктор Дин Золман, кои го збогати овој академски настан со нивните излагања. На настанот присуствува и деканките од партнерските институции, деканката на Педагошкиот факултет од Лерин, професор доктор Софија Илијаду Тачу, како и деканката од Педагошко-филолошкиот факултет од Корча, професор доктор Јонела Спахо. Во рамките на одбележувањето на јубилеот, Педагошкиот факултет од Битола го одбележа и светскиот ден на учителот. Преку Центарот за литература, уметност, култура, ораторство и јазик при Педагошкиот факултет се реализира традиционалниот литературен и ликовен конкурс за ученици од основното и средното образование и секако за студенти. Темата беше Учител. Целта на конкурсот – поттикнување и развивање на креативниот јазичен и ликовен израз кај децата и младите, но и подигнување на свеста за значајноста на учителската професија за поединецот, за заедницата и за целокупното општество. На конкурсот беа пријавени 222 литературни и 109 ликовни творби, а од нив 34 творби беа наградени. Наградите и признанијата на учениците, студентите и наставниците ментори им беа доделени од страна на професор доктор Даниела Андоновска-Трајковска и професор доктор Билјана Цветкова Димов, председатели на жири комисиите. Да си извор вода, да те разлеам, да си славе и пиле, да те надпеам, да си мерак песна, да те извикнам, да си зумбул цвеќе, да те изникнам. Да си алтан сонце, да те изгреам, да си азган ветер, да те разлеам, да си чемер отров, да те испијам, да си срце в гради, да те усвијам. Да си чемер отров,
да те испијам, да си срце вгради, да те усвијам. Една ноќ ме зема, а сега те нема. Како ли се скина, животот ми мина. Да си извор вода, да те разлеам, да си славе и пиле, да те надпеам, да си мерак песна, да те извикнам, да си зумбул цвеќе, да те изникнам. Да си мерак песна, да те извикнам, да си зумбул цвеќе, да те изникнам. Една ноќ ме зема, а сега те нема. Како ли се скина, животот ми мина. Да си мерак песна, да те испеам. Да си мерак песна, да те испеам. Да си мерак песна, да те испеам. Со честитки за големиот јубилеј 30 години од постоењето на Педагошкиот факултет во Битола, го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц.
Чилено мори, воденски череши се. Дај ми ги на мене, јас да ги изедам. Мералено мори, мера да ми помири. Севда, севда моја, севда да ми извези. Укло ФМ, Битола, октомври 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk